Добро вечер. Конструкцијата на македонскиот образовен систем веројатно изгледа во ова ново модерно доба како дрвена конструкција која реално се обидува само да преживее и да ги остварува своите функции во еден концепт на задолжително образование. Во училишните клупи се децата од Z и алфа генерацијата. И едните и другите се родени со интернет. Повеќето од нив имаат дигитална трага за себе уште пред да се родат, оти веројатно веќе првиот ултразвук бил закачен на некој од социјалните медиуми како прва слика за доаѓањето на овој свет. Концепцијата или расправата, дали да ги чуваме од дигиталните алатки? Како да им помогнеме? Зошто изгледаат како ученици кои влегуваат во образование, а го напуштиле пред воопшто да почнат, во ментална смисла? Како да се помират нивниот свет на дигиталните технологии и светот на училиштето кој што длабоко каска убеден дека нивната методологија и нивната дидактика се сосема соодветни да произведат употреблив човечки материјал на пазарот на трудот. Неумоливоста на технологиите ќе ја промени економијата. Економијата природно ќе ја промени структурата на работните места. А задачата на образовниот систем е да ги подготви за пазарот на трудот. Има ли право да доцне? Кој ќе го создаде тој нов мастер план? Зашто расправа нашата политичка класа? За некакви црвени линии, за софиски диктати, за чии егоцеделчев? Образовниот систем кој што треба да биде местото на среќа. Инкубаторот во кој ќе ги создадеме децата кои ќе бидат креативни, со критичко мислење, кои ќе знаат да трагаат по одговорите и ќе ги препознаваат навремено опасностите кои ќе ги донесе дигиталното доба. За тој разговор треба многу пари, треба вистинска подготовка на заедницата на наставниците кои треба да бидат ментори во тој сериозен процес, треба политички консензус и треба усет на заедницата која ќе препознае дека е тоа најважната стратешка инвестиција. Ова се теми малку подалеку од она ажурирање или прегледување на тоа што прави Министерството за образование во овој момент и што можеме да речеме дека се реформи кои се всушност обид да се побегне од проблемите кои ги произведува овој концепт. Ова е мојот предизвик за вечерашното интервју со министерката за образование Весна Јаневска. Добро вечер. Добро вечер. Свесно ќе се одлучам да побегнеме од оваа тема, ниту сте вие епицентарот на оваа расправа, но ми изгледа дека во ден кога се расправа за црвените линии, преговорите со Европската Унија, некако природно дека треба да го поставиме прашањето дека ова е нашиот стратешки приоритет, единствениот важен ресурс кој што ние го контролираме и кој што ќе може да донесе и општествен напредок, и економија, и задоволно и среќно општество. Звучи како парола, но можеби мора да тргнеме или најверојатно мора да тргнеме во некаков друг концепт. Таму каде што е инкубаторот за новиот договор или разговор, ќе видиме во вечерашниот разговор што се случува на таа тема. Ви предлагам да поминеме прва пауза за реклами, па да имаме цел еден блок да го расчлениме овој момент за кој помалку зборуваме во тоа ехо. PDF ли се учебниците, испечатени ли се учебниците, колку грешки има, ќе ги проверуваме, наспроти перспективата која одлучува за тоа каква ќе биде употребната вредност на овие деца во некаква 2050 година. Така е. Пауза за реклами. Министерка, да биде соодветно за темата за која што се подготвува и љубопитството за тоа како би можеле да бидат чекорите кои се инкубаторите на реформите. Еве се обидов да бидам дигитална и го прашав ChatGPT дека владата носи одлука за 2 милиарди инвестиција во брза пруга, напиши ми говор на министерката за образование. Веројатно не сте се обиделе по таа патека.
Говорот е фасцинантен, почитуван председател на влада, колеги министри, ве повикувам најодговорно да ги преиспитате приоритетите и дека брзата пруга ќе не поврзе денес со Софија и Белград, но истите пари во инвестиција во образование ќе не поврзат како брза пруга со иднината. Сега е тоа некакво збиено или како се вели кратко. Но моето прво прашање е, требаше да бидеме сведоци на настапи на Министерката за образованието, како се подигнавме од милиони на милиарди во некаквите инвестиции, да видиме таа позиција во која најљубомерно ја браните позицијата дека најголемиот дел од парите мора да одат за оваа најважна стратешка инвестиција, тоа е образованието. Благодарам, Оливера, за прашањето. Навистина е многу на место и многу интересно. И се согласувам со ChatGPT, нема дилема. И точно, јас многу љубоморно ја бранам позицијата дека образованието треба да биде приоритет и буџетот на образованието треба да биде меѓу најголемите. Со задоволство можам да кажам дека да, минатата година ние имавме поголем буџет од претходните години, но не еднаш и не прв пат во твојата емисија ќе кажам дека образованието е скапа работа и образованието е нешто што треба да има континуитет и не може да се менува преку ноќ, затоа што сите обиди за промена преку ноќ што досега сме ги направиле се покажа неуспешни. Доказот се резултатите кои нашите ученици ги постигнуваат. Сега малку политички, Македонија е релативно сиромашна земја во развој и секогаш треба да се балансира меѓу тоа што е тоа неопходно или понеопходно. Не можам да кажам дека на Македонија не и треба патна инфраструктура. Би било нефер да се каже такво нешто, затоа што пак ќе тргнам од мојот ресор. Децата за да стигнат до училиштето не треба да газат по кал, затоа што начелите ќе внесат кал во училницата и така дополнително ќе ја загадат, например. Едно од објаснувањата би било тоа. А сега, ако јас дрско ви велам, замислите, вие уште оперирате со термини од оваа класична приказна на образовен систем кој што ние сме го поминале. Перспективите толку брзо се менуваат, да можеби за некое време ние во физичка смисла воопшто нема да зборуваме за училница. Не сум сигурна, Оливера, бидејќи во раното детство физичката активност има значење за целокупниот развој на детето. Детето треба да ја развие моториката на целото тело, вклучувајќи и на раката моториката, значи да ја развива затоа што е поврзана со менталниот склоп на самото дете, развој на мозокот, психологијата негова и така натаму. Јас сум сосема согласна и навистина ми се допадна воведот дека ние мора релативно брзо во нашите дозволиви рамки да се менуваме и да го менуваме образовниот систем, затоа што ако не го направиме тоа, ние ќе останеме изолирани од целиот свет. И обидите на многу брза лента да воведеме многу промени во овие 15 месеци, година и нешто, зашто и трпам критики и замерки, всушност се обиди да го фатиме макар последниот вагон од возот кој се вели иднина на нашите млади луѓе, кои ја напуштаат земјата, кои бараат и да работат по други услови, и да научат нешто друго, и да се вклопат во она што се вика напреден свет. Еве ќе тргнам од првата важна дефиниција која можеби ја акомодира оваа тема. Ми личи помалку расправата за колку дигитализација во образованието, како и расправата за екологија, па вела дајте прво да завршиме некои други работи, па потоа ќе се бавиме со тие модерни прашања за екологијата, ние сме во предизвик да преживееме. Целата важна приказна е како да се помират технологијата и педагогијата. Едната како алатка, а другата како срцето на образовниот процес. Ние не зборуваме за алатки кои ќе го исфрлат наставникот.
Ние не зборуваме за доминација на кликни доби земи, туку зборуваме за паметно управување со сите ресурси кои ќе ни донесат училиште кое е блиско до представата на Z, алфа генерацијата, барам визуелно, имам слаба концентрација, не можам да читам на рација. Замислете, се обидев да ја прочитам поради локалните избори наставната единица за локална самоуправа во граѓанско образование. Јас ви тврдам дека половина од кандидатите за градоначалници не може да ја повторат таа наставна единица на тој јазик на кој што безмалку е препишан законот за локална самоуправа. Во некаква замислена интерактивна настава, во некаков друг тип на комуникација на содржините, тоа би била толку интересна приказна за првата блиска власт до тебе. Така е. Сега, веројатно, некаде треба да почнеме да ги премостуваме. Постојано да не ги ставаме наставниците во позиција, ајде сега ова е ново, почни, помине еден семинар и почнете со работа, да се менуваат наставните содржини на педагошките факултети, нив да ги подготвуваме за тоа ново доба, за да бидеме сигурни дека имплементацијата на тоа што сакаме да го спроведеме ќе има некаков природен, нормален тек и нема да биде некаква шокова ситуација за сите. Дефинитивно е така. Заменување на студиските програми на педагошките факултети, но не само на педагошките, и на другите факултети, веќе од сам почеток дискутираме со универзитетите и има добар одзив. Прв пат се гледаме како партнери и бараме заедничко решение. Јас навистина сум презадоволна од тоа како соработуваме. Факт е дека малку бавно ни одат работите, но јас пак би рекла битно е дека се движиме во позитивна насока. Па така изнаоѓаме заеднички решенија, наместо безброј студиски програми на кои ќе студираат 1 и 2 ученици, ќе направиме модуларност за постдипломски и за докторски студии во иднина. Ке се вратам, Оливера, на дигитализацијата, ние мора да ја вклучиме. Деновиве или минатите неколку недели бев силно критикувана зашто ја спомнувам вештачката интелигенција во училиштата. Јас сум сосема свесна дека ние стануваме и сме биле и сме во моментот земја на контрадикторности, додека на едно место ни се руши кров од училиштето и ние бараме начин да го поправиме кровот, на друго место велиме да, мора да влезе вештачката интелигенција во училиштата. Првенствено затоа што децата веќе ја користат. Најголем број од децата во средно училиште имаат повеќе дигитални вештини од некои наставници. И тие си користат ChatGPT за да си напишат есеи, например. Нема ништо лошо во тоа, но со ова што го превземавме како образовен систем за да никако ја внесеме вештачката интелигенција во училиштата, прво сакаме да ги заштитиме од негативностите за кои тие можеби се или не се свесни, например за податоци, нели, презентирање на податоци, и да ги научиме правилно да ја користат. Значи, многу ќе им помогне и на наставниците, и на родителите, и на учениците, ако знаат правилно да ја користат. Сега го видов водичот кој што го подготвил Штипскиот универзитет. Наставниците се сега на обука. Да. Можам наполно да ви импровизирам дека тоа е во голем процент нивна прва средба со таа тема. Тие ќе дојдат во училниците со дефинициите за вештачка интелигенција, за опасностите, за се. Овие мали чудаци кои седат од другата страна, кои веќе се навикнати да го прашаат ChatGPT има ли смисла да станам од кревет, претерувам, точно знаат да препознаат дека од другата страна нема водство околу оваа тема. А природно е да нема, затоа што толк период нив сме ги замарале со некакви други приказни. Тоа е несреќата на образованието кое што доцни. Сакам да ви кажам еден пример. Како е невозможно да се аплицира се што ќе ви падне на памет и некој ќе го состави моделот и вие велите, еве, сега тоа е тоа. Еден од татковците на финското чудо, Европската унија го плати да биде консултант за промена на хрватскиот образовен модел. Господинот после 8 месеци напиша писмо и го напушти својот ангажман со образложение дека тој е промашена инвестиција во оваа приказна, бидејќи неговата земја
целосно го живее концептот на среќа, излеан секаде во образовниот концепт, па ако сакате и во политиката, и дека тој доаѓа во длабоко конфронтирачко општество, култура на конфронтации, а не разбирање, и поглед наназад наместо поглед нанапред, и тој како консултант нема што да бара. Во тој портрет за Хрватска некако ја препознав и Македонија во сопственото однесување, и ми се чини дека ќе биде тешко како да го позајмиме моделот кој ќе има доволно добра динамика да не направиме фрактури во приказната и на крајот завршиме повторно со грешки. Но овој нов почеток кој што ќе бара повеќе 3D печатачи во училиштата, 3D научари за учениците, кој што ќе бара тачскрин монитори, паметни табли, камери со висока резолуција, лайвстрим предавања. Тоа се алатките кои треба да им ги овозможите, ако сакате да барате интерактивна настава и потрага по содржини кои не се само во учебниците, во кои често може дури да се сгрешат првите соседи на Македонија. Сега големото прашање е, постои ли некакво јадро што го состава тој мастер план да го фатиме моментот? Не велам дека ќе биде лесно и еве јавно кажувам дека всушност ќе биде тешко. Но јас сум оптимист, Оливера, и верувам дека не смееме да стоиме во место и да се обесхрабриме и да речеме добро, тоа е сега и ние дајте прво оваа фаза да ја завршиме, па потоа ќе продолжиме. Кажав дека немаме време за такво нешто и ти се согласуваш со тоа. Постои јадро и навистина соработката со универзитетите, Штипскиот, Финки, УКИМ, Битолскиот, кои де факто се носители, па и со приватните компании, нели, приватниот сектор кој де факто, еве да речеме масит, имам впечаток дека се на повисоко ниво затоа што нив профитот ги води, тие мора да го држат чекорот со светот, се на повисоко ниво од државните институции и како можат да помогнат. Она што како министер можам да го направам е да ги ангажирам сите, да ги замолам за помош, бидејќи како што реков, нас ни требаат огромни средства за да можеме само како држава тоа да го направиме. Бесплатно е направен прирачникот. Студенти од Финки, од Битолскиот универзитет помагаат на институциите. Обуките, еве Брейнстер бесплатно ги направи првите обуки за наставниците. Значи, мораме да се отвориме малку кон целото општество, но и општеството треба да знаем дека кога дава нешто, зборувам за другите стейкхолдери, кога дава нешто, не дава на министерството, не дава на владата, дава за собствените деца и за целото општество, за тоа, како што кажа ти, да бидеме среќни, задоволни и така натаму. Нема дилема, нели оваа влада и Министерство за дигитализација направи, дека треба да го следиме тој чекор. Наставниците имаат бројни обуки за употреба на дигитални алатки. Министерството има платформа на која има интерактивни учебници. Значи, барем основата, базата е дадена, но јас по 100 пат ќе кажам, и тоа може би звучи како фраза, но тоа е реалноста и не ја измислив. Јас како личност тоа го пишуваат во стручните трудови. Целата поента е во наставниците. Наставниците треба да го прифатат новото време како составен дел и на нивното образование, и на нивната струка, но и на нивното живење. Зошто вистина, и јас кажав, и ти кажа, дека децата во средно училиште се малку можеби повешти од некои наставници. Не значи дека баш сите до еден наставник, нели, имаме и повозрастни, имаме луѓе кои немале можности, мора да го комплетно да го владеат новиот начин на поучување. Но треба да имаме една фокус група, еден квантум на добро обучени наставници кои потоа ќе го дисперзираат знаењето и на своите колеги и на учениците. За таква училница, за која што ние сега зборуваме, еве ќе бидам отворена. Гоце Делчев
би можел да биде рекреиран холограмски во училница. Се разбира, некој од нив ќе праша зошто е поинаков на плоштатот и веројатно никаде тој со револуционерните идеи не бил некој кој што носи пушка како што одлучи некој друго ВМРО да го представи на плоштат. Но се што би можеле да знаат, сите дигитални податоци, вклучително и тие софиските, ќе бидат добра основа за прашањата за кои што ние велиме. Ве учам за да научите како да учите. Точно така. Нема дефинитивни заклучоци. Персонализираното образование, интерактивните алатки ќе овозможат и софтвер асистенти кои всушност ќе ве поштедат да мора да носите одлуки дека на наставнички совет не може да се поправат оценките, бидејќи софтвер асистентот ќе бележи се за активноста на децата откако го запишале својот пасворд и се што прават во тимската работа во училиште и ќе изведе некаква ненумеричка оценка, но секако опис кој што ќе биде многу поважен за нивната употребна вредност на пазарот на трудот отколку лажните четворки, петки кои создаваат проодност кон другите степени на образование. Се воздржувате да упатите некаква критика дека притисокот на родителите не потекнува од овој концепт на одговор на локална заедница. Тука е прилично себичен интерес кој што е најчесто секогаш критика дека таму нешто страшно се случува на моето дете, неоправдано за моето дете, ништо не разбирам од ова што го комуницираме. Вајбер групите се преполни во комуникации на родителите кои се исцрпуваат на не така важни прашања кои треба да ги тангира образовниот процес и тоа е цел еден хаос кој прави потполно несреќни учесници во целиот процес. Кој е добриот почеток за здрави траги во кои сите ќе бидат позитивни парticipенти? Менталитет се стекнува во подолго време и се менува во подолго време, но еве основни некакви показатели, мерки, значи сме превземале за да покажеме во кој правец би требало да се движиме. И ова што сме го направиле нема повеќе менување оценка на наставнички е еден од чекорите. Во новиот дневник, зашто ми реагираа наставници и на Вибер групи, нели во јавноста, секоја оценка ќе биде забележена. Нема да може повеќе двојката од прво полугодие да се избрише и да се напише четворка. Тоа го кажав јавно и повторно го повторувам, за да знаат утре да не им се случи да речат не сме знаеле и ќе треба да внимаваат што прават. Ниту пак директорот на крајот на годината ќе може да ја промени оценката, ниту при инсистирање на родителите да ја променат оценката. Тоа е уште еден додатен чекор кој што сме го направиле. Има уште неколку такви методи со кои што ќе ни бидат на располагање и со кои што всушност почнуваме една кампања дека значајно е тоа што го вели наставникот, треба да го послушаме, зашто може би и треба јавно да се каже од некаков државен авторитет, од министерот за образование и за наука, дека кога родителите бараат за децата она што не им следува, всушност најголема штета им прават на своите деца. Не сум сигурна дека они не се свесни за тоа. Може би целокупната обштествена ситуација во кој се изгуби доверба и во институциите, и во правото и правдата, и во наставниците, ги повлекува да посегнат по нешто со што ќе мислат дека нивните деца ќе останат во трката. Јас многу пати, Оливера, сум кажала, може би дури и смешно делува, го кажувам тоа на едно разбирливо ниво, за прво децата да ме разберат, оти со возрастните уште потешко се работи отколку со децата, дека навистина само знаењето, вештините и компетенциите кои ги имаат, ќе им овозможат да преживеат во животот на мнозинството. Секогаш ќе има исклучоци кои некако се снашле, но сите други ќе мора честно и вредно да си го заработат лебот и нели да си
приуштат некаква, да си дозволат некаква лагодност, можеби, и луксус, во зависност од тоа како ќе се однесуваат во сопствениот живот. Сигналите кои доаѓаат од политиката. Да. Изнесувањето на некои теми во маргината на дебатата за образовниот консензус или концепт имаат сериозно влијание по тоа колку исчашено ја водиме дискусијата, расправата. Да. Се разбира дека не можете да побегнете од тој дел на одговорност и од поведение на вашата партија, во кој оставштината е ние ќе се исколеме меѓу себе, дали да биле одвоени историја и географија, дали ќе имало црква или ќе имало џамија. Тоа што е сликата неупотреблива за визуелниот јазик на децата како никого да не го интересира. Но политиката сака да живее од тој бенефит кој што ќе го оставаат овие вакви теми кои секогаш имаат контексти со некаква актуелна политичка дебата, наместо да го одат овој автопат са важните теми. Ако денеска превртиме се, испаѓа дека Никола Груевски беше револуционерен и пред времето со одлуката компјутер за секое дете. Дефинитивно беше. Се разбира дека грешката беше дека тој апсолутно не разбираше дека алатките не се доволни сами за себе ако вие не го подготвите образовниот процес тие да имаат некаква смисла во процесот, и тоа беа залудно потрошени пари. Како и што нападот кон концепцијата на министерката Мила Царовска беше однесен на маргината на некаква сосема друга дебата, забележувам дека останувате посветено во рамките на главата на концептот и се обидувате да дотерате, моделирате сега за нечи вкус во ред, за нечи вкус одредени политички пораки, но тоа е концепцијата која се уште некако живее и се обидуваме да дадеме сила. Сега кога ве напаѓа дека сгрешиле некакви училишта, не испланирале доволно, вие сте испечатиле се што ви побарале, еве ви на веб страница PDF формат на учебници, симнете ги, кому велите да ги симне? На родителите или на тие директорите што не испланирале како што треба, и веројатно ако треба да ги испечатат, тоа е задача на училиштата кои треба да им ги дадат на децата бесплатно. На училиштата, но дозволи претходно. Треба да има и црква и џамија. Нашиот основен проблем кој се влече од минатото и кој долго време е туркан под тепих, а јас се обидувам сесрдно, но и владата се обидува сесрдно да го протне како нова идеја, тешко оди. Ако вие имате цели училишта од еден етникум, имате цели училишта од друг етникум, нормално е и не се среќаваат и не си го знаат јазикот, нормално и да не се ги почитуваат различностите. Ако ние во образовниот систем не ги научиме дека ова што се случува не е нормално, тоа не е лесна задача и тоа е сериозно тежок проблем кој треба да го решаваме. Ние сме една единствена земја во светот која печати учебници на 5 јазици. Не сакам да зборувам за сумата на пари, сакам да зборувам за тоа што младите луѓе не се разбираат меѓу себе, а ние од нив очекуваме и треба да очекуваме. Дали воопшто разбирате, имате предпоставувам внуци кои сигурно се вџашуваат од тој дизајн во учебници? Тие комуницираат во сосема друга визуелна култура. Да, вие точно можете, така, а ние сега го имаме овој проблем. Дали образованието ќе дојде во нивната платформа или уште нарцисоидно ќе се однесувате, ова е задолжително и вие ќе дојдете во нашиот концепт. Оти, без оглед што се по своето етничко потекло, кога би помиле виртуелно во Света Софија, во шарената џамија во Тетово, во не знам уште што, во Даут Паши Намам, во не знам уште што да ви набројам, мислам дека би се чувствувале далеку побогато, без оглед што се по своето верско, етничка припадност, меѓутоа би биле отворени за конзумација на содржина, наместо овој начин на кој што и едни и други, и црква и џамија, а илустрациите одвратни, кои што никој не би сакал да ги конзумира. Оливера, и сега имаат таа можност. Тие можат во Лувр да влезат, нели, и да прошетаат низ Лувр виртуелно. И низ безброј други музеи, и безброј други библиотеки. Но тие мора да имаат и контакт. Но да се вратам на темата.
Да, факт е дека училиштата не го нарачаа соодветниот број на учебници. Министерството по закон има право во одреден период да отвори апликацијата и да рече нарачајте ги учебниците. Бидејќи во почетокот видовме дека бавно и тешко оди процесот, пресодржавме и им рековме нарачувајте учебници. И сепак дел од нив не нарачале учебници. Казната е што тие треба да им ги отпечатат и дадат на родителите учебниците. Оние родители кои се заинтересирани, па и не чекаат тоа училиштата да им го направат, туку сами тоа го прават. Дополнително еве само како информација, да, издавачките куќи имаат право 10% од учебниците да ги пуштат во слободна продажба по истата цена со закон утврдено по која што ја откупил МОН. Ние имаме проблем и во целото општество, па и во образовниот систем, со одговорно однесување. Има тука некакви политички замки или има замки од локален карактер. Токму сега едно истражување, се надевам дека брзо ќе го обелодениме, зошто децата имаат само петки. Направено истражувањето и на пола истражување ми велат. Затоа што во одредени средини сите се познаваат едни со други. Затоа што тоа сметаат дека е услуга направена на комшијата, роднината и така натаму. Прашувам, дали има таму корупција? Нема, замислете. Тоа се прави како акт позитивен кон другиот. Од тука и бројот на ученици на учебници не е соодветен на потребите, но има решение за тоа, го решаваме. И други анализи кои покажуваат дека југоисточниот регион, например, на PISA тестирањето има подобри резултати отколку што имаат, да речеме, северозападниот, скопскиот, секој од тие има различни причини зашто така се вреднува. Има цел еден комплекс на прашања кои треба да се проверат. Кога ќе ви речат дека во употреба е лектира, која можеби јас сум ја користела во основно образование, мора да сте свесни дека тоа овие деца не може да го читаат. Тие не слушаат иста музика како нас. Тие воопшто не гледаат филмови кои ние ги гледаме. Тие живеат на други херци, на друга фреквенција и веројатно големото чистење на приказната имаме ние нови модерни автори. Ние мораме да направиме се да се доближиме до нив, а не да ги увериме дека тие мора да живеат во концептот во кој што за мене било дека Петре М. Андреевски е задолжителна литература, дека Славко Јаневски не може да биде почеток, тежок е за почеток, но дека е важна литература, се промени, сакам да речам. Каде се води таа жива дискусија дека брзо треба да се фати чекор со промените? Зошто задолжителна литература ако знаете дека лектира ако знаете дека нема да ја отворат? Да, тоа е проблемот, што илјадници книги им се на располагање, но тие читаат кратки сижеа од интернет. Во првите години лектирите се сликовници, кратки и така натаму и треба да учат на вистински вредности. Па бидејќи сите ми го спомнуваат Зоки Поки, јас имам внука на која многу и се допадна Зоки Поки, затоа што се тие мали. Понатаму дискусијата ја води Министерството и Бирото за развој на образование. Таа дискусија која прашуваш каде треба да се води. Апсолутно треба да се води и на друго ниво. И јас многу пати ги провизивам факултетите, универзитетите, филозофски факултет со сите своји институти, филолошки факултет со сите своји институти, дека можеби во јавноста треба да се отвори таква дискусија, многу ќе му помогнат и на Бирото за развој на образование и на Министерството. Но тие дискусии се водат, лектирите ќе се променат, но имаше во изминатите години промена на неколку лектири и јас ми беше обврска да следам. Тогаш читав големо незадоволство од родителите повторно, што води кон патот дека ние треба да го менуваме целокупното општество, децата ќе учат тоа што ќе им понудиме и на начин на каков што ние ќе им понудиме. Но во нашево општество, за жал, се уште владее една теза дека сите се знаат и сите се можат.
За новите учебници за седмо има реакции дека многу се учело, замислете во седмо оделение деца ќе учеле физика. Па нивните врсници во Германија, Италија и Шпанија учат повеќе. Има 900 часа повеќе до 15 години од нашите деца. Тие се исти, нема расна генетика во интелектуалното или национална некаква разлика, нели, во интелектот. Било тешко да се учи? Не е тешко да се учи. Основна работа на ученикот е да учи. Да, тие ќе помогнат и дома ако треба, тие ќе помогнат и на општеството на некој начин ако треба, но ние мора да побегнеме од фамата дека нашите деца многу учат и многу им е тешко. Ниту многу учат, ниту им е многу тешко. Секој според своите способности, волја и желба, затоа постојат различни оценки. Но она што е најважно, сите оние од прв до последен треба да се оспособат да излезат на пазарот на трудот. Од утре од тоа ќе живеат со ретки исклучоци кои ќе се бават со нелегални дејствија. Ако можеме да дојдеме до тој степен, нели? Пауза за реклами. Министерке, политиката може да одлучи да се движи како полжав, може да е арогантна и да смета дека таа е арбитар во образовните политики, може ништо од овие нови модели да не разговараме, оти секогаш е одговорот сиромашна земја нема пари, но борбата за фокусот на децата ќе биде се поинтензивна, се покомплицирана. Тоа ќе биде борба помеѓу наставникот, книгите и нивната обсесија со нотификации, TikTok, емотикони, постови и од тоа не ќе може да се побегне. Шифрата не велам дека има некоја институција во својот джеп, но е потполно легитимно да го бараме јавниот почеток на сериозната расправа, што правиме и колку пари сме подготвени да почнеме да делиме, да го фаќаме чекорд. Увидот кој што го прават некои институции во Министерството упатува колку добар дел од работите биле наполно запоставени и тоа е таа мегаломанштина, дај да имаме повеќе институции. Мислам дека не се случило. Одборот за акредитација да препорача, досега Министерството симна од листата 14 образовни институции по различни квалификации на одборот за акредитација. И тоа некако тивко поминува во сенка, но е јасен знак всушност што сме имале во некакво наследство, последно е затварањето на факултетот за бизнис економија. Така е. Министерството ги затвори 14 така наречени научни институти кои навистина не беа тоа како што беа регистрирани и како што им е називот. И конечно, заедно со одборот за акредитација, тоа веќе мораше така да биде, ја затворевме и првата високообразовна установа, стручна школа, де факто, која се вика Факултет за бизнис економија. Да, мегаломански се проширени образовни институции низ Македонија, кои кога некој на една луда политика во мало, завршуваш средно, преку улица на факултет, државата доаѓа со дисперзирани студии, во Кјучево учиш правен факултет, во Лелчево учиш медицински факултет. Јас сум убедена дека замислата имала добра намера, затоа што да, има некои земји кои успеале тоа така да го направат, прво со дисперзирани студии, а потоа нели со малку стегнување на целиот систем. Кај нас е тоа неуспешен обид и нема што да дискутираме понатаму. Битно е да видиме дека е неуспешен, да признаеме дека е неуспешен и да се обидеме да го поправиме, како што во овие 15 месеци ние и направивме. Јас си понатаму велам... Вие сте свесни дека тој временски период, тој интервал во таа помама секаде образовни институции
направи сериозен удар и кон критериумите на главните високообразовни институции кои се најдоа во ситуација на конкуренција, повели и кај мене ќе се помене исто толку лесно како сега се обидувам да импровизирам, но некако тоа повлече кон долу наместо овие да може да ги придвижи кон златниот некаков стандард. Едноставно кажано тоа е тоа, иако идејата била дека конкуренцијата ќе го подигне квалитетот на образованието, но како што многу нешта се случуваат на Балканите, па и во Македонија, тоа е неуспешен обид. Затоа, во новиот закон за високо образование, ние ќе ги подкренеме и критериумите за избор на професорите, професорите треба да имаат и научен бекграунд, и истражувачки, и образовен бекграунд, и интегритет треба да имаат. Зборувам за јавните. Приватните ќе си ги затвараме еден по еден, така како што ќе си заслужат, или јас пак се надевам дека пурник нови институти, кога почнавме да ги контролираме и затвараме првите, дел од нив сами се затворија. Се надевам дека и со високообразовните установи истото ќе се случи. Ги модифицираме дефинитивно студиските програми, огромен дел од нив ќе треба да се стават во мирување и ќе се стават во мирување. Ке ги променат универзитетите, факултетите, наставните програми мора да ги модернизираат за да бидат атрактивни за децата и не само да бидат атрактивни, туку да бидат употребливи на пазарот на трудот. И тој чекор сме го преземале и јас очекувам дека негде до почетокот на следната година, февруари, да речеме крајот, нема фаќајте за збор, но тука некаде ние ќе имаме нов закон за високо образование, нов закон за научно-истражувачка дејност и нов закон за Агенцијата за квалитет во високото образование, што е исклучително значајна за подобрување на квалитетот на високото образование. Сите треба да се вложиме, наставниот кадар, професорите сега веќе се задоволни со нивното вреднување на трудот. Еден мал излет од општите компетенции на министер за образование, сега во својство на професор на медицинскиот факултет. Не успеваме да ја пронајдеме формулата, на веќе се остава во што сакаш да бидеш, имаш право да избереш. Но што можеш да бидеш, во смисла на лекар, во околности во кои немаме цели региони во кои хронично достигат педиатри, цели едни дисциплини, како кон таа ситуација ќе се постават законските решенија кои некаде ќе морат да бидат стриктни во пропулзивноста? Ова сега искуствено, ова е тема за министерот за здравство, но јас како дел од таа заедница долги години можам само да кажам образование, дел од образование, да има. Можам искуствено да ги нотирам неколку од според мене најзначајните пропусти кои ние како држава сме ги направиле. Еден едноставен пример ќе ви кажам, нека биде градот Икс, пример, Прилеп. Има потреба од рентгенолог, има потреба од педијатар. Се случува да одобрат рентгенологија и педиатрија како специализација, да дојдат во Скопје и никогаш да не им се вратат. За тоа пенали никој не ниту платил, ниту казна следувала. Им се случува да имаат потреба од рентгенолог и педиатар, ама дотичнава лично сака хирургија. Па и тоа се прави слично како во образованието, ама јас сакам петка, овде ама јас сакам хирургија, нели? Имаме такви пропусти, мапирање треба да се направи, потребите на општините треба да се направат, треба да се обврзат тие што ќе имаат државна специализација, да се вратат и да одработат таму каде што треба да одработат. Дополнително, факт е дека сме извозници на мозоци, факт е дека западноевропските земји имаат огромна консумтивна моќ на интелектуалци и вклучително и доктори. Додека порано беше многу тешко да се стекнат со нострификација на дипломата, сега е тоа полесно, затоа што и нив им требаат доктори, но убаво се ги вклопуваат во нивниот систем со доедукација, со реедукација, според нивните потреби и нашите луѓе да одат таму. Дел од нив кои се честни, Оливера, откако ќе поминат извесен период на години, се враќаат и велат не е тоа што ние го очекувавме, нели? Ни таму не тече мед и млеко, и таму е таа професија тешка.
и не се секаде еднакво платени, како некои други, и веќе почнуваат да размислуваат дали тоа е најправилниот избор. Треба да се направи соодветна, балансирана распоределба на потребите на општините за секаков, не само за медицински кадар. И факт е дека бидејќи е бесплатно образованието, вклучувајќи го и високото, оти во однос на другите земји, високото образование овде е символично платено. Најголемиот дел државата го плаќа. Студентите плаќаат еден помал дел. Дека можеби како држава треба да размислиме да ги обврземе да си одработат дел од тоа што државата им го пружила. Немаме уште многу време, а ќе го одвојам за два аспекти. Бројот на образовни асистенти на децата кои што имаат потреби од тоа се зголеми, но хроничниот проблем дека тие се на договор за дело, дека не се стимулирани, дека пред секоја учебна година тој момент не е познат ке има или ке нема, колку образовни асистенти ке има, го прави целиот концепт на тоа инклузивно образование, отворено за сите, се уште некако да виси во воздухот ке го биде или не. И паралелно со тоа е мојот блок на прашања, еден е важниот одговор за помош и на семејствата и на самите деца, и вториот аспект е ужасните ситуации со булингот во училиштата. Некои од измените во законот исчистија или избриша некои од причините поради вашиот анимозитет за родова сензитивност, маргинализирани групи, но и со тоа во законот, и без тоа во законот, како да не успева средината да ги препознае првите знаци на сериозен проблем со булинг. А тоа е можеби главниот проблем на несреќните деца во нашите училници. Во однос на асистентите, имаме релативно добар напредок, од 800 колку што ги затегнавме, во основните сега имаме 1346, некојаш ја грешам бројката 1436, пермутација правам, но толку 1346. Во средните за прв пат, до сега немаше, имаме 130 предвидено места. Првиот чекор што сме го направиле, ги замоливме ресурсните центри да ги остават истите асистенти на дечињата од почеток до крај на нивното образование, ако е тоа можно, но таму исто така има голем број проблеми. Дел од асистентите, откако ќе видат тоа не е лесна работа, се откажуваат. Дел од родителите се незадоволни од асистентот, детето не напредува така како што тие мислат. Дел од асистентите не можат да се справат со детето, затоа што тие се навистина деца со различни образовни потреби, и ги решаваме во од. Да, асистентите имаат вработување од 1 септември до 31 август и ние со идејата дека треба да останат истите асистентите со истите деца, под услов родителите да не ги користат и како лични асистенти, да им помагаат туку да бидат стварно образовни асистенти, почнавме, нели, сега водиме политика да останат тие исти и да им е загарантирано, да речеме, 9 години вработување, без оглед што се случува секоја година. Во иднина ќе бараме други можности да го решаваме и тоа прашање. Во однос на булингот, имавме прекрасна кампања од една од компаниите во Македонија. Изготвија и прирачник. Го прифативме, меморандум подпишувавме. Имаме изготвено прирачник за тоа како да ги препознаат и како да го спречат булингот, дури и со казнени одредби за директорот, за наставникот и така натаму. Не секогаш агресијата се случува само во училиштата. Последниот пример беше надвор од училиштето, но небитно е каде се случува, според мене, битно е дека се случува и тоа меѓу млади луѓе и деца, или помали од 15 години. Освен наставниците, ние не можеме целата вина да ја префрлиме на наставниците. Клучна улога во воспитувањето на децата имаат и родителите. Не можат да се амнестираат од родителството и од нивната обврска да ги воспитуваат децата.
Она што ние треба да го превземеме како институции го превземаме. Сме пријавиле случаи во полиција. Работеле психологот, педагогот, стручниот тим со родителите на децата кои вршат булинг, на детето кое е жртва на булинг или било каков вид на агресија. Во Министерството имаме психолог кој ги повикува. Сме пријавиле во Центарот за социјални работи, но имам впечаток дека ќе треба веројатно да се позабавиме во првите оделенија многу повеќе со воспитување на децата, отколку да ги научиме да пишуваат. Тие секако ќе научат да пишуваат и во второ и во трето. И да читаат, но ќе мора да обрнеме внимание и на она што се вика основно, базично воспитување. Може би е смешно, но факт е дека да, треба да јадат со лажица нож и вилјушка, дека треба да употребат салфета, дека треба да поздрават постар, дека може би треба во автобус да станат, нели, на постар човек и така натаму. Нешто што во нашето општество како за секунда се изгуби. Но прашањето со агресијата и булингот е многу покомплексно од ова да создадам навики кај тебе кои ќе ти требаат еден ден. И тоа мора да има покомплексен увид. Така е. Зошто родителите лажат. Дали всушност детето доаѓа од семејство во кое конфликтите го формираат како такво, па е безчувствително. А за тоа се согласувам дека не може одговорите да ги дадат само родителите, меѓутоа таа ситуација дека првиот момент е правото на родителот на одбрана на собственото дете кој доаѓа да ја дели правдата, кој прв почнал, а кој всушност е виновен, без заднески една ситуација во која би морале да знаат дека на јасен чин на булинг и агресија ќе има сериозни санкции и можеби тоа е првиот рецепт кој а вака тие го знаат коридорот. Пријавиш во полиција, ти успеваат да го затворат. Пријавиш во Центарот за социјални работи, ти успеваат да го затворат. Тоа е цела една машинерија која трча да исчисти приказната за своето дете, не да се соочи со проблемот кој реално може да стане поголем ако не се превенира. Тоа е, Оливера, кога јас велам да, и образованието, и учениците не се такви какво што ние целото општество. Ние мора да бидеме поажурни. Ние не смееме да останеме на ова ниво. Ние мора да направиме барем едно ниво погоре мора да отидеме. Секој мора да има одговорност за работата што ја работи. Секој треба да ја почувствува, затоа што и казните, вакви какви што се, можат да не родат со плод. А особено во општество каде што владее неказнивост и каде што мала е државата, каде што секој со секого се познава и каде што секој на погрешен начин се обидува да му помогне на другиот. Ако вие сте приврзаник на тој концепт и знаете како тоа се осуетува на почеток, значи кога ќе видите одвратен говор на омраза, потполно непримерни пораки, тогаш како можете да донесете одлука за одредени именувања, да не ви го споменувам името, па потоа да го повлечете дури во европски образовни програми, да речеме. А со мал увид ќе ви стане јасно дека тоа е потполно личност која не може да ја ставите таму каде што се обидувате да ја ставите. Не ви коментирала одредени решенија, она што е битно и за стручноста, да речеме. Сега да го прашам ChatGPT како треба да се извади од оваа ситуација Весна Јаневска, таа би требала да рече сакав да дадам шанса, ама разбрав дека е глупаво да се дава шанса таму каде што однапред е јасно дека шансата не треба да биде. И тоа стана шема, нели? Стана шема, секој има право на шанса, но реалност е дека секој има право на шанса. А ви имате одговорност за избор. Веќе тоа некое високо ниво во кое ги проценувате шансите. Така е, така е. И сгрешивте во овој случај. Немаше доволно време за да сгреши, ми се чини. Не, вие сгрешивте. Но реакцијата, знаете, може би, не можам да кажам, можам да речем дека може би и не ја искористи шансата, но доколку тоа е доблеста која треба да има било кој функционер. Ако од повеќе страни слушне и аргументирано му се образложи што би бил бенефитот, а што би била штетата, и ако процени дека штетата е поголема од бенефитот, треба го превземе тоа што јас го превземав.
Благодарам што вечерва бевте мој гостин. Сакав да отидеме во некои други води, не знам колку тоа беше занимливо за пошироката публика, оти фокусот во образовните приказни. На 1 септември имали учебници, на 1 октомври ќе почнали учебната година во високото образование, какви ќе бидат платите, како ќе се постави синдикатот и тоа се отприлика темите кои ние ги мислиме образовно релевантни. Ви благодарам што бевте расположени вечерва да зборуваме и на други теми. Ви благодарам и јас вас. Почитувани, благодарам што не следевте, останете со Телма телевизија. Моите колеги ги подготвуваат вторите вести во 21:30. Пријатно.